Ќе ја вклучиме колечката Ивана Крцевска-Јановска. Ќе зборуваме со Кокан Јановски, атлетичар, маратонец. Утрински токму разговор ќе имаме со него во продолжение. Меѓутоа, кога е атлетиката во прашање, на времето некогаш и јас бев атлетичар и успевав да дојдам до некоја медала и затоа многу ќе ме интересира овој разговор, но како и сите љубители на спортот, поготово на атлетиката. Ивана, ајде повели. Добро утро, Слободанка, повторпа до вас и до сите наши гледачи. Тебе честитки за твоите успешни денови кога си била во помладите години, но ова утро ние ќе сакаме да ги мотивираме сите наши гледачи да се приклучат кон трчањето. Нов месец е, секогаш велиме од први или од понеделник ќе почнеме нешто. Денеска мислам дека е одлична можност да започнете со трчање и со некаква физичка активност, секако трчање не е бесплатно, така што не мора да издвојуваме некои дополнителни финансиски трошоци за да трчаме. Едноставно што треба да направите е денеска во 18 часот да дојдете токму на ова место каде што ние се наоѓаме ова утро пред Скопје Сити Мол и да се запознаете со Кокан доколку не го знаете. Верувам дека многумина од вас веќе го познаваат, но дај ќе разговараме токму за Скопје Сити Ранинг Клабот ова утро заедно со нашиот маратонец Кокан Јановски, како и атлетичар. Кокан, ги ти посакам добро и убаво утро и еден добар спортски поздрав. Добро утро, поздрав до сите ваши гледачи, гледачите на утринската емисија на Алфа телевизија и како што кажам јас спортски поздрав, најздрав. Така, да, нема ништо поздраво од тоа да бидеме физички активни, особено да трчаме. Така нашето тело ќе ни каже благодарам. Ќе зборуваме за придобивките од трчањето, но споменав денеска 18 часот Скопје Сити Ранинг Клабот кој што го водиш ти како тренер, се е бесплатно. Тоа знам дека многу ги интересира гледачите, но како дојде до идејата да настане овој клуб и цел овој настан кој што чинам дека започна негде во месец април, но секако континуирано си траеше цела пролет, цело лето, па дојде есента и се уште ги одржувате тренинзите. Токму така, да, сите љубители на трчањето, доколку сакаат, може да ги искористат овие одлични временски услови. Гледаме и сега е сонце, летово некој ни се продолжи. Така што денеска во 18 часот, како што најави, може да дојдат точно на ова место, ставаме едно знаменце, Скопје Сити Мол, тоа дека тренингот почнува. Идејата како започна, ние како спортисти, како луѓе што активно се занимаваме со спортот, што го промовираме, што организираме спортски настани поврзани со трчањето или со атлетиката воопшто, бараме и луѓе, добри луѓе кои што ќе најдат на нашите идеи, кои што ќе ги поддржат. Тоа се случи во април месец кога Скопје Сити Мол, нашиот најубав мол во Македонија, одлучи да ја поддржи оваа наша идеја и како општествено одговорна компанија, направи да има да се формира Скопје Сити Ранинг Клаб. Тоа значи дека имаме бесплатни активности поврзани со трчањето, кои што се неколку пати во неделата. Исто така одржуваме работилници за трчање, организираме и трки кои што се околу Скопје Сити Мол, така што сите заинтересирани, долку сакаат, само треба да имаат волја и желба да дојдат на еден тренинг, да видат како се одржува. Накратко ќе кажам дека се загреваме тука пред на главниот влез на Скопје Сити Мол. Кратко загревање, 10 минути, потоа сите се упатуваме со трчање кон кеот на Вардар, тоа е блиску, на некои 500 метри од тука. Таму го правиме тренингот и потоа се враќаме повторно на истата позиција. Така што сите се добре дојдени, затоа што како што нагласивме, кажа ти, кажав јас, сите овие активности се бесплатни. Да, сите се добре дојдени, тоа значи дека не треба претходно да сме биле маратонци или да трчаме или да бидеме атлетичари, туку буквално секој оној кој што чувствува дека треба да направи промена веќе во својот начин на живот може да дојде тука. Така што треба да знаеме Кокан пред да дојдеме овде, односно што треба да знаеме пред да почнеме со трчање? Така, апсолутно и ништо не е потребно да се знае, само да се има една волја, добра волја. Имаме и такви примери тука.
на луѓе кои што, како што кажавме, од април месец веќе почнаа да доаѓаат, кои што се редовни и посветени, веќе направија одлични резултати, без никакви претходни презнаења за трчањето, без ниту еден истрчан километар во животот, без ништо внимавање на исхрана или некои работи кои што се врзани со здравиот активен начин на живот. Едноставно дојдоа, видоа убава атмосфера, видоа луѓе, различни возрасти, секој може да се инспирира од приказната на некој друг. Така што слободно нека дојдат и затоа и се вика ова клуб за трчање, затоа е Скопје City Running Club, значи може тука да научат се што ги интересира поврзано со трчањето, наместо сами да се замараат, да бараат, па можеби ќе дојдат до некои информации кои што не се се погрешни, не се баш проверени, не се точни, значи да го искористат сето на знаење. 16 годишно мое како шампион на Македонија, како учесник во многу трки, како репрезентативец, она работа веќе 11 години со клуб за трчање, така што буквално сите се добре да дојдат. Така, Кукан, денеска 18 часот е тренингот, следниот е во петок. Како ги одредувате датумите? Колку често во месецот се одржуваат тренинзите? Епа вака, распоредот на Скопје City Running Club може секој да го види на апликацијата на Мој City Mall, ќе се даунлоудира апликацијата, ќе ја отвори и кога ќе отвори апликацијата ќе види месечниот распоред. Значи однапред знаеме за цел месец кога имаме активности, така што секој може да си ги прилагоди своите приватни и професионални обврски согласно тренинзите, за да нема оправдување и не можев да дојдам, не знаев кога е, значи однапред се знаат тренинзите. Генерално имаме 3 пати тренинзи во текот на неделата. Еднаш во месецот имаме работилница за трчање и еднаш во месецот организираме трка на 4 километри, како што кажавме, околу City Mall. Така што затоа и така е концепирано да држиме фокус нонстоп. Во текот на неделата 3 трчања е сосема доволно за почетници, тие што сакаат и повеќе се разбира ќе направат и некој тренинг сами или ќе се консултираме за дополнителни активности. Еднаш во месецот правиме трка како една круна на сите тренинзи да видиме докај ни е формата и еднаш во месецот исто така посветуваме внимание на теоретскиот дел. Кога одиме во кината Cineplex и внатре затворено во релаксирана фина пријатна атмосфера разговараме на теми поврзани со трчањето. Значи најразлични теми, како да трчаме, каква опрема да имаме, што да јадеме. Значи се што може да ни текне што е поврзано со трчањето и здравиот активен начин на живот, ние го дискутираме таму како едно предавање, потоа има и прашања и одговори, буквално во една опуштена атмосфера сите ги добиваат одговорите на своите прашања и дознаваат нешто ново, затоа што секогаш бираме некоја тема што е актуелна, да споделиме наши искуства и знаења врзани со трчањето и како ќе кажам пак здравиот активен начин на живот. Да, верувам дека и тоа како им се од големо значење и сите овие работилници, особено нели за почетниците, за луѓето кои што сакаат да направат промена во нивниот живот, промена во нивното тело. Знаеме голем дел од придобивките нели кои се од трчањето, од физичката активност. Дали треба претходно да те исконтактираат тебе, да ти пишат, или пак едноставно може да дојдат луѓето само овде и на лице место да се пријават пред самиот тренинг? Знам дека ова им е многу важно, како да дојдат, затоа што првиот чекор мислам дека е и најтешкиот чекор што треба да го направиме. Точно, да, секогаш на почеток додека се пресрамат луѓето, затоа најчесто доаѓаат и по препорака на некој пријател или некој што веќе трча, меѓутоа и воопшто и прв пат да прочитаат, значи информација како што кажавме за тренинзите, освен на апликацијата Мој City Mall, има и на фан страната на City Mall и на Facebook и на Instagram. Тука се наведени и датумите. Секој може да види кога е следниот датум, како што кажавме, тоа ќе биде денеска, а ако не ќе биде во петок, слободно да си дојде, не треба ништо претходно, ќе се запознаеме на лице место, ќе се запознаеме со сите учесници во тренингот и веднаш ќе може да се вклучи во трчањето. Кукан, ти благодарам за одвоеното време. Верувам дека овој наш утрински разговор ќе мотивира голем бројот гледачите и сите оние кои што досега се двумеле. Нема веќе двумење, денеска е чекорот кој што треба да го направите. Ви благодарам и вас и се надевам повторно се гледаме за некоја убава тема да зборуваме.
Така, секогаш е убаво нели да ги поддржуваме сите теми кои што се поврзани со нашето здравје, па така и трчањето и секоја физичка активност. Дефинитивно трчањето е еден од најпопуларниот спорт нели во светот, а се по активно и популарно станува и кај нас, еве и овој клуб во организација на Скопје Сити Мол, кој што е секако поддржан од тренерот Кокан Ајановски. Верувам дека и тоа како име добре дојден на сите оние луѓе кои што досега се двумеле, немале мотивација, можеби или пак не знаеле од каде да почнат. Еве денеска навистина едно одлично време, имаме сончево, така што и топло, нетипично нели за почетокот на ноември, па верувам дека веќе нема да имате изговори зошто да не почнете со трчање, односно се наместено дека треба да се почне со вежбање, со физичка активност и секако со трчање, затоа што телото утре ќе ни каже благодарам. Убаво кажано, Ивана, и да знаеш дека ќе ни каже благодарам, но навистина треба да бидеме подготвени за такво нешто, а зошто да некога имаме вака убаво време.